За град Штип да функционира како треба, значени се сите чинители, особено институциите и службите кои го чуваат имото на граѓаните и нивното здравје. На крајот на годината на традиционалната средба на дежурните служби со градоначалникот Захариев, локалната самоуправа ја искористи можноста да ги сумира резултатите за сработеното во тековната 2016 година и да се направат планови што треба да се реализира до година. Итата медицинска помош за своето функционирање да направи да спаси што повеќе човечки животи. Противпожарната единица да ги санира сите они елементарни непогоди со минимални загуби на материјално-технички средства. Тук да ни информира на време за евентуална опасност од елементарни непогоди, за да може правовремено да реагираме. И јавното предпријатие ИСАР има на голема обврска да водоснабдувањето на градот, комуналната хигиена и сите нивни дејности бидат навистина максимално во функција на граѓаните. Јавното предпријатие Стипион ќе добие нови одговорности од идната година и оваа година беа навистина максимално успешни, набавија нови материјално-технички средства, ги исполнија сите оние наши обврски и програмата. Дежурните лекари во службата за итна медицинска помош и територијалната противпожарна единица се надеваат дека новогодишната ноќ ќе помине мирно и со помалку интервенции. Се направија и обуки на тимовите во итната медицинска помош. Тие обуки ќе продолжат и во до година. Да кажам дека и добивме 8 ноемвриска награда, која што представува права награда во историјата на итната медицинска помош на град Штип. Оваа година, значи, имавме големен број на интервенции за разлика од лани. Се надеваме дека во 2017 година ќе имаме се помалку работа. За одржувањето на водоводната линија и снабдувањето на градот со вода без прекин е задолжено јавното предпријатие ИСАР. Тие како и секој друг ден од годината, така и за време на празниците ќе бидат работно ангажирани, се со цел граѓаните да добиваат здрава и чиста вода за пиење. Соработката на институциите со општината продолжува и во новата 2017 година. Имаме безпрекорна соработка со градоначалникот и со локална. Се надеваме дека оваа соработка и понатаму ќе продолжи и се надеваме дека тие информации кои ги собираме ќе бидат од позитивен карактер, односно нема да предизвикуваат негативни последици по општественото живење. Од ЈП Стипион сите да бидат примерни и добри работници. И тоа градот треба да го каже за украсувањето на градот, дали добро беше или лошо. И како што рече градоначалникот, спасивме 10.000 евра со ова украсување. Представниците од службите кои празниците ќе ги поминат работно, денеска штипскиот градоначалник добија вредносни воучери и подароци.